Маријан Ангеловски. Ангеловски. Добро, каде? Од Скопје. Еве, кажете ми, беше ли инспиративна темата оваа година? И буквално како ви исчувствувате како добитник на оваа награда, при толкова поручичари и толку пријавни да Да, па добро се чувствам. Мене посебно ми е драго овој фестивал и самата вечер, значи јас сум тука од самото основање на фестивалот, веќе ова е 7-ма година и константно настапувам. И посебно ми ова драга награда тука во Плочани, бидејќи ова ми е веќе 4-та година поред како освојувам награда тука, 3-ти награда имам. Ова ми е прва награда. Интересна беше темата, политикоманија, значи генерално кај нас луѓето многу зборат за политика, цело време се зборува за политика, така да сатирата е нешто кое што треба да приближи народот, значи проблемите во општеството, така да темата беше логична за нас. Па од претежно, не знам, од глупостите што се случуваат во општеството и политиката. Ке нас е лесно да се пишува сатира, нешто посериозно. Кажи на твои планови за оваа година, што планираш на полизмот? Така, јас почувам и драми покрај сатирата и представа на ежот, на тоа работа во моментот на представата и константно се пишувам афоризми, настапувам напред, подземјава се на фестивали, платим уште една книга добивам, ќе афоризми са Значи, претежна афоризм. Да. Добро вечер и од мене. После секс, секогаш палам цигара, така и ги оставив цигарите. Да не реагира лекарите правовремено, мртовецот на ништо не ќе личеше. Денес медицината е толку напредна, што човек едноставно не знае од што да умре попрво. На Балканот тешко е да се предвиди минатото. Не е точно дека немаат 3 грама мозок. Имаат. Единствен начин да го замолчиш народот е да му докажеш дека има слобода на говор. После истрпувачки разговор со жената, ако не си збунет, значи не си ја разбрал. Си ја купив најквалитетната погребна опрема. Смрт нема. Ни ветуваат брда и долини. Ќе има каде да пасеме. Бракот ми виси во воздух. Се обесни жена ми. Толку добар диазепам си купив, што уште не можам да се смирам од возбуда. Не сакам да ме закопаат со жена ми во иста гробница. Се договоривме додека смртта не раздели. Таман сакав да си пукам во главата, ме удри шлепер. Секогаш ме прекинуваат на најинтересното. Во Македонија убаво се живее, ама оди тоа докажеме го на психијатарот. Сите сме против едноумие. Го достигна плафонот, се обеси на лустер. Ако слушне жена ми дека сакам да ме кремираат, ќе ме запали со сепартали. Едва чекавме да дојде живот, сега едва живееме. Украдов пари за да си купам јаже за песење. Снајди се па живеј. Благодарам. Жена ми толку многу хрчеше што морав да ја убијам. Сега спие како заклана. Одлично ми оди бизнисот со погребна опрема. Никој до сега не ми вратил ковчег. Постои задгробен живот. Комшијата живее позади гробишта. Ќе гласам едниот премиер да биде жена, па нека не ебе колку сака. Ги купив најдобрите апчиња за спиење.
Сега од радост не можам да спијам. Умре од природна смрт. Се обеси во шумата. Имам проблеми со помнењето. Заборавив кога последен пат сум имал секс. Интелектуална собственост. Тоа е она која ќе купиш неколку интелектуалци. Масовна гробница. Тоа е она која гробарот има фатено тендер. Образованието е мајка на знаењето. Власта ни ема мајката. Не е важно на 14 февруари да имаш девојка, туку на 8 март да имаш мајка, рече Едип. Би си ги чувал парите под перница, ама немам пари да си купам перница. За новата влада не би кажал ништо лошо. Ништо не нема направено. Не ми се допаѓаат ветувањата на политичарите, среќа што лажат. Не ја сечете гранката на која седите, ќе нема каде да се обесите. И вие, марионетите, еден ден ќе скинете конци. Кога слушна дека ќе му ги ампутира, му се пресекува нозете. Критикувањето на власта предизвикува клаустрофобија, стравте да не те затворат. Со минатата власт јадавме леб и сол, со новата јадеме лук и вода, за вкус се работи. Македонија, двојазична земја, толку многу неписмени. Јас мислев, го гледам семејното стебло, тоа дедо ми се обесил. Благодарам.